Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани медиуми. Родовата еднаквост беше наша обврска и приоритет минатите години. Донесовме нов закон за прекинување на бременоста, со кој го враќаме правото на секоја жена да решава за своето тело. Ја ратификувавме Истанбулската конвенција. Со носење на нов закон за спречување на насилството врз жените, се трудиме насилството да биде казнето на секој чекор. Но не застануваме тука. Ние рушиме стереотипи и препреки и се бориме за еднакво учество на жените секаде каде што се носат важни одлуки. Имаме најголем број на министерки во владата од нашата независност до денес. Имаме највисок процент на учество на жени во парламентот. Имаме во речиси сите структури на нашата партија одличен процент на жени, повисок од 40%. Дали е ова доволно? Не. Во следниот мандат продолжуваме да се бориме за еднакви права на жените и мажите, еднакви плати на жените и мажите и еднакви обврски на жените и мажите. Тоа го можеме. Се обврзуваме за време на кризата да ја задржиме минималната плата на висина од 14.500 денари, а по завршувањето на кризата се враќаме на нашите вредности и минималната плата треба да порасне до 40% до крајот на мандатот. Ова директно засега околу 90.000 наши сограѓани, во најголем број жени. Токму нив ВМРО ДПМН им се заканува дека ќе им ја намали минималната плата за 1.500 денари и тоа не смееме да го дозволиме. Нудиме стратегии за директна поддршка на женското предприемништво, како и на младинското предприемништво преку форма на грантови во висина од 5 до 15.000 евра за почеток на сопствен бизнис, нов бизнис. Заедно со другите мерки за обука, усовршување, доквалификација, жените ги потикнуваме да земат активно учество во економските текови на државата. Ветуваме и 20% годишно зголемување на поддршката на жени земјоделки. Воведуваме родова рамноправност и во спортот, 30% жени во органите на управување во 2020 година, а 50% до 2024 година. 40% застапеност на жени на сите извршни функции кои се именуваат од страна на владата. Ке донесеме и нов закон за вознемирување на работно место или мобинг, кој што директно ги засега голем број жени во нашата држава. Ке воведеме мобилни гинеколошки клиники во рурални средини и помали општини каде што нема гинеколози. Ке имаме задолжителен, бесплатен здравствен пакет за жени над 35 години, кој што ќе вклучува гинеколошки преглед и мамографија. До крајот на 2023 година ќе обезбедиме најмалку 7.500 места за деца во градинка. Градинката ќе биде бесплатна за децата од семејства со ниски приходи. Со згрижување на децата во градинка, не само што ги заштитуваме децата, туку овозможуваме и жените да се вклучат директно на пазарот на труд. Почитувани сограѓанки, сега ви се обраќам директно вам. Ветувам дека во собранието ќе продолжам силно да се борам за поголема застапеност на жените и на секоја од вас и така заедно ќе напредуваме. Ги повикувам сите жени од нашата држава, независно за која политичка партија гласале во минатото, на овие избори, на 15 јули, да го дадат нивниот глас за партијата која што во изминатите 2,5 години покажа дека знае да ги почитува жените, да ги унапредува нивните права и да го врати нивното достоинство. Време е за 50-50 за силни жени кои што рамноправно учествуваат во создавање на силно општество. Жени, заокружете на 15 јули бројот 3. За женска солидарност, за обединетост, за нашата подобра иднина. Сите ние заедно можеме да направиме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам.